Дивата депонија е оддалечена само неколку стотина метри од околните куќи во кои живеат стружани. Како што се наближувавме, планината од смет стануваше се поголема. Наместа се креваше чад и се ширеше неподнослива реа. Во купот се фрлало се и сешто. Од стар мебел, медицински отпад, мрши од животни и пластични шишиња. Ѓубрето дотука го носи комуналното претпријатие од Струга, го фрла и се враќа назад по нова тура. Зачудени бевме кога околу депонијата забележавме неколку луѓе кои ровареа по ѓубрето. 2 момчиња и една девојка, не постари од 20 на години. Не беа расположени за разговор и само едниот кусо ни одговори дека тука собираат пластични шишиња. Може кратко да ве снимиме изјава? Мене Зошто бе? убаво, не знам убаво македонски овде. Може? Добра, чекај, нема да ве снимаме на кратко, 2-3 прашања, еве не снимаме. Работите тука? Да, Што правите? шишиња збираме. А кој ве пушта? Нели е забрането тука? Не, Не е забрането? не. А после ги продавате шишињата? Да. Има нека одредена фирма или? Ама не Словенија. Како што се доближувавме до почетокот на депонијата, од страните забележувавме локации на кои нема никаков друг отпад, само пластични шишиња. Се качивме на врвот на планината од ѓубре, а таму распределени на неколку локации, десетина роми собираа и селектираа пластични шишиња. Ни кажаа дека секојдневно доаѓаат тука, собираат и селектираат пластика која потоа ја продаваат. Депонијата за стружани е горчлива рана, но за ромите кои доаѓаат од цела Македонија, па дури и од Албанија, таа представува извор за парче леб. Знаат дека е опасно да копаат по ѓубрето, но велат дека немаат друг избор. Немаат работа, а од нешто мора да се живее. Работниците на депонијата си имаат импровизирана куќерка. Наместена е со кревет, перници и неколку куњски садови. Велат во неа се засолнуваат кога врне. По неколку дена интензивно горење, депонијата во саботата беше изгасната. Министрите за животна средина и без ресор неколку дена доаѓаа во Струга за да помогнат да се изнајде решение за овој проблем. Но засега решение нема. Граѓаните продолжуваат со протести и најавуваат радикализација, доколку не се изнајде нова локација за одложување на отпадот, а постечката депонија да се затвори.